На иницијатива на Националното координативно тело за спроведување на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост, владата донесе уредба за правата на лица со попреченост и други лица да бидат ослободени од партиципација на студирање. Со оваа уредба владата овозможи сите лица со попречености запишани на прв, втори, трет циклус на студии на јавните високообразовни установи да бидат ослободени од партиципација. Оваа уредба ја овозможува на лицата со попреченост да ги остварат собствените потенцијали и личен развој на еднаква основа со сите други граѓани да бидат вклучени во високообразовните процеси и за образовните институции поттик да ги прилагодат условите и програмите за образование на овие сограѓани. На тој начин, лицата со попреченост развиваат компетенции согласно собствените преференции и стануваат конкурентни на пазарот на трудот. Со оваа уредба, освен сите лица со попреченост од партиципација за студирање се ослободуваат и лицата со статус на деца без родители и родителска грижа, невработените родители на лица и на деца со статус на воени инвалиди. За остварување на ова право, подносителот поставува барање со наод и мислење од службата за функционална проценка на деца и млади при здравствениот дом во основите на меѓународната класификација на функционалност, односно МКФ комисиите, како нов модел од произлезен од реформата што ја спроведе Националното координативно тело за справување со Конвенцијата на Обединетите нации на правата и лицата со попречености, со која се исклучува досегашниот медицински модел за категоризација наспроти проценката на функционалните можности и капацитети на лицата со попреченост.